Државната комисија за спречување корупција по 1 година и 4 месеци од поднесената представка констатираше дека Васил Чопецаковски, во својство на директор на Државното музичко училиште од Битола, постапил спротивно на Законот за спречување на корупцијата и Законот за спречување на судирни интереси, со чинот на вработување на својата сопруга Стела Пецаковска на работното место наставник по пијано. Оваа одлука денеска ја објави адвокатот кој ја поднесе ургенцијата до Државната комисија за спречување на корупција, Ѓоко Гажовски, кој за магазинот Фокус вели дека оваа одлука има поширок контекст од самата конкретна ситуација. На овој начин се практикувала власта како на локално, така и на централно ниво, вели Гажовски за Фокус, апелирајќи до училишниот одбор на Државното музичко училиште да постапи по иницијативата од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата за поведување на постапка за разрешување на Пецаковски од функцијата директор во најбрз можен рок, поради незаконско и несовесно работење. Од друга страна, директорот Пецаковски вели дека не направил ништо против законот, затоа што неговата сопруга на истата позиција наставник по пијано е вработена од 1983 година. Таа во Државното музичко училиште е вработена на определено време, но работи под истите услови како што работела и претходно, вели Пецаковски за телевизија Мега. Продолжување на договорот за работа не значи ново вработување, објаснува директорот на музичкото училиште во Битола. Адвокатот кој ја поднесе ургенцијата до Државната комисија за спречување корупција Ѓоко Гажовски е сопственик на адвокатската канцеларија Гажовски од Скопје. Неговиот брат е вработен во Државното музичко училиште во Битола како наставник по гитара.